Во развојот го наметна и проблемот за отворање специјални установи, училишта и центри за нивно згрижување и рехабилитација. Во исто време, се поприсутен и актуелен станува и проблемот со стручниот кадар, пред се едукативно-рехабилитациониот, што треба да работи со оваа популација во Македонија. Следуваат иницијативи од Сојузот на дефектолозите и инвалидските организации за отворање на дефектолошки студии. Во учебната 1993-94 година истите се отворија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методий во Скопје. После 1991 година, со самостојувањето на Република Македонија, и владата на Македонија, и ректоратот на Скопскиот универзитет ме повика од Белград и кажа, бидејќи веќе создаваме држава, немаме таков факултет, немаме такви студии, како што немаме и за ветеринарно само, дали би могли да направите еден проект да отвориме такви студии во Македонија. Се разбира, за мене тоа беше и голема чест, а и тоа ми беше последна животна желба, бидејќи до тоа време беа создадени сите системи и сите институции за сите хендикепирани деца, а немавме кадровска школа. Сега кога почнавте и дали имаше доволно кадри? Сега студиите ги отворивме 1993-94 учебна година, како дефектолошки студии овде на Институтот за педагогија. После 2-3 години прераснаа во Институт за дефектологија. Се разбира, доволно дефектолошки стручни кадри немаше, но наставниот план беше така концепиран како и секаде. За првите 2 години повеќе има предмети кои што се застапени на другите институти тука на факултетот и со големо разбирање на овие институти ние ангажиравме професори од тие институти како што е општа психологија, општа педагогија и така натаму. И така тие кадри ги покривме. Друго, поканевме професори од медицинскиот факултет, од природно-математичкиот факултет и до ден денеска тие предават на нашите студии. А за дефектолошките предмети, веќе кога стигнаме во 3-та, во 4-та година, веќе тука мораше стручен дефектолошки кадар за специфичните предмети, како што се методиките, педагогите, сурдопедагогија, педагогија и така натаму, методиките на ран третмент. Ние отидовме да бараме помош од дефектолошкиот факултет од Белград и од дефектолошкиот факултет од Софија. И јас сум благодарен и ние како факултет на големото разбирање на овие два факултета до ден денеска имаме визитинг професори од тие два факултета. Но ако на тоа останеме, ќе ги решиме. Уште од првата година со големо разбирање на факултетот, на деканатот, посебно на деканот на факултетот, професорот Трајан Гоцевски, за нас, како млад институт, конкурсот беше отворен за млади кадри. И ние првите години зедовме околу 7 асистенти. Ја имав 7 асистенти. И веднаш направивме план да тие се усавршуваат. Ги запишеме на постдипломски, магистрите што беа на докторати. И јас денеска сакам со едно големо задоволство да кажем веќе дека ние имаме 3 доктори на трошки науки, 3 доцента, 2 магистри, 4 на постдипломски студии, очекувам сега да заврши уште една асистентка да докторира, уште 2 асистентки да магистрираат. Така да за новата учебна година ние ќе имаме едно 4 доценти и едно 5 магистри на институтот. Значи може да се каже дека со кадар веќе... Па може да се каже дека сме пополнети. Сега да ни кажете со учебници, сигурно биле проблеми учебниците. Сигурно. Не може студии да постојат, настава да се изведува без учебници. Барем тоа кај мене не е пракса. Ја тоа и во Белград го уведов. За мене е принцип. Штом почне учебната година, веднаш на студентот да им се даде учебникот. Ние имавме една големо среќна околност што го имавме професор Едински, кој што беше веќе избран за редовен професор на Белградскиот универзитет, кој што дојде во Македонија и се стави на располагање и благодарение на неговото огромно искуство во тој дел, благодарение на неговото познавање меѓународно на проблемите на работењето на луѓето кои што имаат пречки во развојот, ние успевавме да направиме еден наставен план и наставни програми според европски стандарди,
успеавме во почетната фаза, врз основа на кадрите со кои што располагавме на Филозофскиот факултет, од Медицинскиот факултет и други кадри од Универзитетот во Скопје, но пред се по, што се вели, под диригентската палка на професор Ајдински, ние да отпочнеме со работа и веќе денеска со задоволство може да се каже дека ние веќе изфрламе втората, третата генерација дипломирани дефектолози. Со задоволство може да се каже дека тие веќе се прифатени во установите кои што работат со лицата, со граѓаните, кои што имаат пречки во својот психофизички развој. Нашите искуства покажуваат дека тоа се кадри кои што имаат стекнато и теоретско и практично искуство и дека тие веќе се покажуваат како добри стручњаци во таа област. Исто така, ние не останавме само на додипломските студии. Сакам да напомнам дека, пак благодарение на иницијативите на професорот Љупчо Ајдински, ние покренавме една процедура, изработивме наставни планови за специјалистички студии и за постдипломски студии. Веќе на Филозофскиот факултет на Универзитетот се декидови методи во Скопје, ние веќе имаме и постдипломски студии од областа на дефектолошките науки. Мислам дека со тоа Филозофскиот факултет завршува еден процес кој што е доблесен за секоја нација, за секоја држава, бидејќи, како што ни е познато, 1% по некое правило задолжително има проблеми со својот психофизички развој. Тоа е популација на која им требаат посебни кадри, тие кадри треба да бидат посебно едуцирани, треба да бидат на некој начин дури и психички подготвени за работа со такви луѓе, и ете ние на некој начин успеаме сето тоа да го направиме. И сега кога станува збор за одредени луѓе кои што го чинат тоа, во оваа пригода сакам да кажам неколку збора. Значи, еден од иницијаторите за сите овие студии, тоа е професорот Ајдински, кој што имаше доблест да на некој начин се стави на располагање на Универзитетот во Скопје, имаше доблест да ги не само понуди своите знаења и искуства, но и да донесе огромна литература без која е алатка за студирање и без која ние едноставно не можевме да работиме. Меѓувреме, тој и напиша повеќе трудови кои што денеска на некој начин се столбот на тие студии. Исто така се покрена и теоретско списание кое што веќе излегува, мислам, 4-5 број, тоа е теоретско списание се вика Дефектолошка теорија и пракса, и тука професорот Ајдински е промоторот на една таква идеја. Јас би заклучил со тоа дека се работи за една исклучителна личност, која што остави белег на своето време, остави белег на Универзитетот во Скопје, остави белег и на нашиот факултет, и ќе завршам со тоа Филозофскиот факултет даде уште еден, да речам, виден научен работник кој што може со кој да се гордеем и ние, и нашата држава, и нашата нација. Лично го познавам професорот повеќе од 30 на години. Го познавам заради тоа што како научни работници и како креативци бевме инволвирани во едно поле кое се однесуваше до хендикепираното дете. Јас како лекар, невропедијатар, практично работев на полето на диагнозата на заболувањата, на терапијата, но професор Ајдински беше топло заинтересиран за еден друг аспект на тој проблем, на проблемот на хендикепираниот пациент, односно на хендикепираната особа, од аспект на неговата сеопфатна рехабилитација. Ние се запознавме во еден период кога се уште не постоеа услови за една сеопфатна рехабилитација кај тие пациенти, во едни услови кога се чувствуваше навистина една огромна потреба за такво нешто. Поготово ние, лекарите кои се бавевме со тој проблем, ја чувствувавме таа потреба силно, ја чувствувавме бидејќи не беше достаточно да вие го диагностицирате пациентот, да му предложите одредена терапија. Она што највеќе го чекаше пациентот, она што највеќе ја сакаше неговата фамилија, тоа беше рехабилитацијата. Целосната рехабилитација на еден таков пациент. Но ете, се појави професор Ајдински, кој се загреа за таа идеја, кој се загреа за тој проблем и навистина на проблемот му приде сосема ентусијастички, му приде онака како што тој проблем и заслужува да му се приде. Во што се состоеше неговата активност во тој период?
Активноста се состоеше во тоа што тој креираше едни сеопфатни методи и системи кои овозможуваа еден подруг приод кон рехабилитацијата на хендикепираното дете. Зашто велам дека сеопфатниот систем и сеопфатната методологија кон таквата една рехабилитација му даде еден друг поглед на таа проблематика. Едноставно ќе речам дека детето со хендикеп представува една целина, посматрана од биолошки, од психолошки и од социолошки аспект. Вие не можете да ги одвоите тие три елемента. Имајќи ги во предвид точно тие три елемента, таквиот пациент заслужуваше да има една сеопфатна рехабилитација, не парцијална рехабилитација, не рехабилитација која би се одвивала дел по дел, туку една навистина сеопфатна рехабилитација. Точно креатор на таквата една сеопфатна рехабилитација беше професорот Ајдински и нам, кои се бавевме со тој проблем, навистина ни годеше да наидеме на една личност кој ќе успее да направи таква една синтеза во поглед на таквиот вид на рехабилитација кај хендикепираните деца. Професор Ајдински, во досегашниот тек на емисијата ние прикажавме еден голем опус ваш творечки. На што се должи тоа? На амбициозноста, на стручноста или има и некој друг фактор? Ови работи се тоа што ги кажавте, пред се работа, дисциплинираност во работа, истреност во работа, но и поддршка. Поддршка од соработниците, но да бидам искрен, најголема поддршка во мојата работа ја имав од мојата сопруга. Таа не само што ми даваше поддршка, таа ме подреше, инициираше. Понекој пат доаѓав до ситуација дека некој истражување не можам до крај да го извршам или мислим дека тоа не може да стане. Таа беше упорна и викам, ти тоа можеш да го направиш и треба да го направиш, зашто не е само за тебе. Ти го тоа правиш за деца, за лица што им е тоа потребно. И така со таквата поддршка многу ми помна и ја можам да кажам слободно, ако нешто постигна во животот, го постигна благодарение на нејзината. Впрочем, она е исто просветно лице. Она беше 30 години директор на детска градинка, па ги разбираше и тие проблеми и од тука доаѓаше на едната упорност. Кај него нема мерка за работа. Он кој ќе седне да работи, не брои време. Нема 45 минути како на работа што мора на факултет или у школата 45 минути. Неговото работно време е 5 сата минимум, за кое јас не можам да издржам и ќе дојдам и ќе го втупнам по рамото, ќе го погалам. Ајде, пауза, станувај. И тој ќе биде принуден по мое настојување да стане, да се прошета, полн во мислата, ако не ја довршил да ја допише, со станувањето он ќе му проработат, што се смееме ние кликерите, некој збор што му не достигал, он тогаш ќе го свати и поново ќе седне. Ќе се напие, било сокче, водичка, кафенце, нешто ќе касне и ќе седне, пак ќе продолжи. Книги пишуваше и може би и јас неговата упорност, неговата трудолюбивост во работењето ми чинеше посебно задоволство. Сакав во сето тоа што работи да го постигне, каде што може му помагав, ако не друго со треба ли нешто, кажи што треба, или да го оставам на мира, да биде спокоен, да работи, да твори. Така да, благодарение, веќе видите баш, нема работа која не му е завршена со благодарност од било која работна организација или било каде што работел. Луѓето го цениле и многу сум среќна што го знаеле луѓето што да оценат кај него, знаеле неговиот труд да го ценат и за сет негов труд и книги и дела што ги створил добивал благодарници. Често пати, знаете, во животот можете да работите, се да стварате, а никој да не го види тоа, никој да не го. Меѓутоа, он е човек што
работел, стварал, да се тоа осети, да се тоа почувствува. Па видите, стварно имам добиено многу награди и признанија, макар да ја не работев за награди, за признанија, но сепак е пријатно чувството кога некој ја следе твојата работа и на некој начин добиваш признание. Која награда? Сите награди ми се пријатни и драги, но заради времето, речеме, ја би спомнал за мене најдрага наградата што ми ја даде Република Македонија, националната висока награда Свети Климент Охридски за достигнувањата во областа на образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развој во 90-тите години. Пред тоа добив исто така една висока награда, југословенска, која за прв пат се воведе за научно-истражувачка работа во областа на менталната ретардација. И таа награда ми беше вручена во Љубљана, таму беше седишето на наградата, доктор Златан Сремец наградата. Се разбира, ми се драги и ордените што ги добив. Во оваа прилика би кажал, речеме, орденот на трудот со златен венец, потоа плакетата за хуман човек во хуманите активности и да спомнам минатогодишната светска награда што ја добив, 2000 милениумскиот златен медал на честа за изабран поединец од светот, исто така за моите хумани активности и научно-истражувачки работи во областа на лицата со хендикап. И се поставува едно вакво прашање. Дали сте лично задоволен од она што го сторихте во рамките за развојот на деца со пречки во развојот? Да кажам, не сум задоволен, не би било искрено. Јас сум многу задоволен што направих и што создадов услови, програми, учебници, кадри што успособив, да им го улеснеме животот на лицата со хендикап кои што не по своја кривица станале и го стекнале тој хендикап, лица на кои што сите ние треба да им помогнеме, зашто едно општество во светот се цени како е односот према тие луѓе. Од тие причини јас сум многу задоволен, но човек никогаш не е задоволен дали се направил и од тука мислам дека треба многу уште да се стори и од мене, и од моите колеги, и од општеството. Имам планови за напред. Прво да помогнам да се создадат уште повеќе стручни кадри за успособување на директорите на мојот институт, зашто до сега имам еден кадар создаден, но не е доволен. Второ, да се усовршат овие студии. Трето, имам издадени учебници, но се уште треба. И мислам дека сега со доваѓањето на помладите мои колеги, ќе имам повеќе време да посветам внимание на пишување. Веруваме дека сите негови планови и амбиции ќе се остварат, зашто тој досега со својата несебичност, со својот елан и хуманост, придонесе да се оспособат и да се вработат не десетина, туку илјадници лица со пречки во развојот. Слепи лица, глуви, телесно инвалидни, ментално ретардирани. На голем број од нив настојувал да им го реши и стамбеното прашање. Ние во Републичната конференција на социјално-комунитарните организации го прогласивме за почестен член, бидејќи постојано ни помага и на Сојузот на степите, и на Сојузот на глувите, а најголем значаен негов труд и светол допринос е кај Друштвото за ментално хендикепирани лица. Јас
со посебна гордост сакам да истакнам дека ние хендикепираните лица во Македонија посебно сме среќни што професорот Едински Љупчо скоро целиот свој живот го подари на нас да постигнеме оно што сега го имаме во нашата држава. Верувам дека оно ние што го постигнавме овде, многу држави кои имаат поголеми традиции од нас не го постигнаа. А тоа го постигнавме само благодарење на професорот Едински кој има хуман доблест, широко срце, кој го подари и секој пат беше уз нас, со нас и со негов својствен, така наречен природен надорен мотив да не бодри и ние успеавме. И затоа јас имав посебна чест и се задоволство, бидејќи растам од 54 година нааму со професор Едински и посебно ми е задоволство да од името на Зенитарните организации му се најтопло заблагодарам и да му посакам и понатаму да биде со нас и да ни помага како и досега. На крај од нашата емисија посветена за професор Љупчо Ајдински, место заклучок сакаме да прикажеме две писма, односно едно писмо и една телеграма упатени за неговото творештво, за неговата работа. Со нас е нашиот спикер Симон Беличенец, па тој ќе се обиде да ни презентира овие две желби, овие две писма. На абсолвентската вечер на првата генерација студенти по дефектологија 1993-94, 1996-97, на абсолвентската вечер, реков, студентите од срце им се заблагодарија на своите професори, а особено на човекот кој скоро 5 децении се внесе себе си и целиот свој живот и животот на неговото семејство за доброто на хендикепираните и за развојот на дефектолошката теорија и практика, професорот доктор Љупчо Ајдински, кому му го врачија следново писмо. Во една мала земја живее и твори еден голем човек со отворено срце за љубов, разбирање, соработка, хуманост. И зар може со збор да се каже се за големината на овој човек? Најдобро за тоа зборуваат делата и целокупното негово творештво, што ќе останат за секогаш врежани во историјата на една хумана наука. Во знак на долго сеќавање кон вас, професоре Ајдински, бескрајно ви се заблагодаруваме. Со почит од студентите при Институтот за дефектологија на 6 јуни 1997 година. А по повод добивањето на светската награда, 2 милениумскиот златен медал на честа во областа на заштитата, образованието и рехабилитацијата на лицата со хендикеп во 20-тиот век, како избран поединец, до славеникот професор Љупчо Ајдински пристигнаа многобројни честитки и телеграми од земјава и од светот. Еве и во оваа пригода во емисијава ја издвојуваме следнава. Зборот благодарам е премногу мал за вашата хуманост и несебичната работа со ментално ретардинарните лица. Ние, родителите на деца со ментален хендикеп, сме горди на вас, господине Ајдински. Златниот медал на честа нека ги краси вашите гради.